те силно любим и так. Кај си бе? Случај камерата. Шо Еве ти? ти Лука. Добар ден, дечки. Како сте? Добар ден, Сани. Одлично. Отлични. Бе, добро да не крутолите, што ви кажат. Еве го, листот кај што ќе работиме денес. Чекаме некоја минута и ќе почнеме со работа. Уште 2 минути има, а пред тоа сакам да ви покажам нешто во врска со домашните, значи ова ќе го прекинам сега, се снима. Значи вака сега, ја ќе го прекинам ова споделувањето да ви покажам како вие всушност можете да си ги пишувате домашните. Значи прекрасно се учиме полека секој ден, ама сега ќе ви кажам како подобро да го направите сето тоа. Значи сега ќе отворам интернет. Ако имам отворено, мислам дека имам. Да не можам да го најдам, ама еве го. Еве го. Значи ова е нешто што го направив денес, ќе ни треба ова. Повели? Можеме да се исклучам, ќе се приклучам. Добро. Е вака. Значи, сите одите на Office 365. Значи сите, кои ќе треба да пишувате домашно. Избирате без разлика дали ќе изберите Word или ќе изберите OneNote, значи или PowerPoint. Јас мој совет, вие да го изберите Word или PowerPoint, затоа што прекрасни се и двете. Еве на пример, ајде по повеќе вие веќе изберам PowerPoint за целта за денес. Значи, избериме празна презентација. Е сега, што е целта? Целта ми е сега следното. Во оваа празна презентација што ја избрав јас, вие да ги прикачите сликите од домашното. Значи, во насловот, еве овдека, ја пишеме денешната лекција. Например, денешната лекција е правилни многоаголници. Правилни многоаголници. Да го приклучам лаптопот случајно да не ни прави беля. Да се слуша? Слушате сите, гледате? Да. Добро е. Добро е. Внимавајте сега што е следното. Следното денес ќе ве научам како да си ги пишувате домашните на еден среден начин по било кој предмет. Значи не мора по математика. Секој што ќе ви дај домашна, вие може да се изработите тука и да му ја пратите. Значи, долу може да пишете денешен датум. Значи 6 мај. Ако сакате, може да го пишете и вашето име и презиме. Е, вака ќе пишеме, ајде први. Наставниче, Молам? денес ќе пишуваме. Да, секој ќе спишуваме. Значи, ова е првиот слайд. Потоа овдека во New Slide си додавате слайд како сакате. Еве, јас ќе изберам ваков некаков си. И овдека ќе пишам. Вие што сакате може да се пишите. Задача 1. Значи, сега видете овдека. Имаше опција. Имате опција да додадете табела, да додадете сликче од компјутер или од интернет или филмче или клипче. Значи, ќе кликнеме овдека и ќе ви се избери Insert Picture, значи изберете кај ви е сликата. Значи, ако сликате од телефон, пратете си ја на вашиот мейл сликат или пак пратете си ја на месенџер себе си. Или било како поинаку. А ако сте на мобилен, уште е полесно. Изберете некаква си слика. Еве, например, јас имам слики од Кахутот кај што го правев. Ќе најдиме некаде. Еве вака. Значи, например, онлайн classes. Еве го, например, квиз во геометрија, ќе најдам слика. Сигурно имам некаква слика. Еве вака. Значи, еве е сликата. И кликнувам само на insert. И еве е сликата што сте ја напишале вие.
Од десната страна ви се пријавија сугестии како може да го поправите изгледот. Ја ќе изберам, например, ова ми се допаѓа. И автоматски се промени изгледот. Вие продолжувате со уредување, значи се што ќе сработите, тука ќе си остане. Сега, на крајот, нема потреба да се мачите со зачувување. Откако ќе сте готови со домашната, гледате опции какви има овде. Може, сега одека сгрешив јас, може да се отворите ако имате на компјутерот, јас сгрешив, ќе ја вратам назад, еве го овдека, значи може да ја отвориме, пишува кој е горе, можам јас да коментирам за незе, а овдека е десно, дали го гледате ова копчето десно? Да. Кај што пишува share. Значи, откако ќе сте готови, например, со домашната, ова е за PowerPoint, истото и е за Word. Кога ќе го кликнете на ова копчето share, вие има и се добива ново прозорче. Во првата опција вака како што е напишано. Значи, ако треба да испратите, например, по германски, на наставникот домашната, или по било кого, во делот кај што пишува enter name or email, го пишувате мејлот на наставникот. И вие само кликнувате send. Автоматски го испраќате до наставникот. Но, кај нас сега овдека, ќе ви кажам како да си го направите во OneNote. Ова не ни треба воопшто. Значи, ова е за да му го испратите на наставникот. Дури име не може да ми испратите на овој начин. Ако сакате да го направите. Сега, првата опција е вие да може наставникот да го уредува. Ама ако го исклучиме ова овдека копчето, кај што пишува allow editing, значи при тоа е блокирано е симнување, значи не може ни да го симни, може да го гледа само. Ама за сега тоа не ви треба вас. Кликнете на apply и сега го копирате линкот, copy link, и еве го линкот што ќе му го испратите на наставникот, било на Messenger, било на ученик, на било кого. И автоматски може да го направите. Сега, ова е еден од начините. Молам? Можете, днеска сам да го слушам часот. Може, значи на овој начин правите презентација. Повторувам, нема потреба да ја симнувате, нема потреба ништо да правите со презентацијата, таа си автоматски зачувана. Сега. Ќе отворам овдека, ако сакате да направите Word документ, ако нечите презентација. Отворате Word документ исто како преđеска, еве се отвора Word. Имате опција за уредување. Овдека десно. Ако кликнеме овдека, имаме опции што ќе треба да правиме. Ако имате на компјутер, може да си го отворите долу, ама тоа не е потребно. Одиме во Insert и сега имаме овдека слика. Кликнеме на слика, ни се појави истото прозорче од преска, ја бирам истата слика што сакам да ја наместам и ја внесувам во документот и еве е сликата. Ако сакате да ја споделите сликата со било кого, кликнувате горе share и истите прозори, истите опции ќе ви се јават од преđеска. Значи, ако сакате да може да ја изменува наставникот, оставете го линкот како што е. Значи cancel. Нека стои да може да ја изменува. Ако сакате да ја пратите по мејл, го пишувате мејлот тука и кликнувате send. Но ако не го знаете мејлот, кликнувате copy link, линкот ви се креира, еве јас ја го копирам, и сега линкот од овој ќе ви го пуштам јас во четот на Teams. Пример. Еве го овдека долу. Оп, на Ангела го пратих погрешка. Таа ми беше отворена. Значи, еве кај што ни е нас сега состанокот. Еве го линкот до фајлот што јас го креирав. На овој начин може да го испратите до било кого. Сега друго ме беше целта. Значи на овој начин се креирате документи. Овој документ може да го споделите со сите, да го гледаат и да го уредуваат. Сега ќе се вратам назад. Значи сега ќе појдам во Teams апликацијата што ја имате сите вие. Значи ова може да го правите и од компјутер и од мобилен. Го имате истото сите. Само што сега на мобилен, кој ќе појдете и се логирате, таму може да си креирате Word документ. Еве сега ќе го отворам тимот. Ова го гледате, така? Еве, например, ќе го отворам тимот од 602. И Леона одамна. Еве, Леона имаш одамна праќано работи. Појдите во клас ноутбук
Сега, кога ќе појдете вие во клас ноутбук, јас, бидејќи сум наставник, ги гледам тетратките од сите, а вие ќе си ја гледате само вашата тетратка. Сега не се отвори нешто бавно, ма ќе се отвори сигурно. За да ви покажам како ќе си го наместите тоа што го направивме сега. Дали ви јасно ова до се што ви кажував? Дали некој се обиде да направи? Да. Некој се обидел да направи до сега нешто вакво? Еве ги тетратките, се вчитаа од сите тетратки. Значи, еве гова се отвори за сите. Овдека се треба стрелката, еве стрелката, и сега ќе отворам. Леона знам сигурно дека има пишувано. Ама ни да покажеме дека еве како треба. Значи, ако имате домашна работа, пишувате тука. Ако имате homework, ќе пишувате во homework. Еве домашната работа. Сами ќе малку кочи. Малку кочи знам затоа што се отвора, ќе го исклуча, многу табови се отворени. Значи, ќе гледате на видеото, ќе биде подобро. Овдека ми пиша информација од татко, ама не ни ги гледам тие. Ќе отворам нова страна. Еве вака. Ова е нова страна. Ако сакаме да го внесеме документот што го креирав јас или вашиот, одите во Insert. Сега нема потреба да внесувате слики. Може да го внесете линкот што го копиравте. Еве јас што го копирав. Еве го линкот се појавува. Ако кликнам јас ќе видам истата задача. Друго, ако појдете во файл, првата опција, ако изберите, ќе го прикачите документот како на мејл. Нас не интересира втората опција. Insert file printout, за да можам и јас да го гледам и за да ви пишувам директно. Еве го. Сега ќе го збирам фајлот што ми треба. Сега, бидејќи овој файл е, например, сликата, не е битно, или вашиот файл, вика дека не може оти не е Word документ. Сега, овдека треба да најдем, бидејќи вие ќе ги имате фајловите, ќе си ги снимате на компјутер некаде. И ќе го прикачите вашиот документ од вашиот компјутер. Еве, например, ќе изберам било кој документ, ајде, што ги имам на компјутер. Еме ќе најдеме некој документ. Еве агли, пример. Некој што го имам јас креирано. Пример, да не видиме, еве согласност. Например, еве тој ќе го најдам, не е битно. Значи мора да е Word документ или да е PDF документ. Ќе кликнете Insert и автоматски целиот документ ќе се појави овдека. Односно и целата ваша домашна. Ако ја напишите во Word. Сега, зошто е предноста ова вака да биде? Предноста на ова, еве го документот за јас да го гледам, а овдека ќе се појават сликите. Сега бавно е, првин кај мен ќе се појави, попосле ќе се појават кај вас. Еве ги аглите. Сега, вие ќе си решавате, било како со зборови, јас можам да напишам тука. И да ви одговорам. Дали ви јасно што ви кажувам? Исто така, овдека горе, по General. Например, ако го избериме сега PowerPoint што го креирав јас, например, еве овдека има еден документ. Видите, заклучен е затоа што не е наш. Ако изберам овдека некој документ, тој што го креирав, да го најдеме само. Ама изгласите се затворени овдека. Тој ќе се појави овдека горе, но не е проблем сега за сега тоа воопшто. Значи, дали ви јасно како може да го правите сето тоа? Обидете се, значи не е воопшто тешко, пробајте, ќе видите. Сега. Уште еднаш да повторам, за тоа денес ќе ни треба, затоа избрав PowerPoint намерно. Ќе отворам нов слайд, ќе изберам празен слайд намерно. Сега. Во празниот слайд, како беше? Одиме во Insert и во Додатоци, тоа што ви објаснував минатиот час. Во Додатоци, овдека десно, и ќе ја најдеме GeoGebra затоа што ја имавме. Оти ќе ни треба денес тоа што ќе го работиме. Дека не се појавува. Ако не излегува, ќе си ја најдеме. Еве. Ние ќе пишуваме. Молам, вие може да пишувате. Зашо да пишувате? Не ве разбрав. Дека е од GeoGebra. Вака, не. Јас ќе ви покажувам во GeoGebra, само ви кажувам како вие тоа можете дома да го направите истото.
Значи кликнувате во овој дел за алгебра и ќе ви се појави геогебра во која што вие може да цртате директно. И без да одите на интернет, без да пишувате никаде. Значи, и директно тој ќе си го ставите како одговор за тоа што ќе го работиме денеска. Или пак, ако не можете, слободно сликајте, отворете Word и сликите сите во Word наместете ги. И прикачете го документот во Word. Така ви е најлесно, наместо да правите 50 слики од некоја домашна, сите тие 50 слики напишете ги во Word документ и автоматски испратете го до било кого. Сега, јас ќе го оставам ова вака. Наставниче, Повели? мене претходниот пат вака купува ми бараше да се најавам. Па најави се, ги имаш лозинките ти. Од тие од Блаже Конески што се. Со истите ќе се најавиш. Со юзерним и пасворд. Зачувуваше презентацијата. Молам? Не ја зачувуваше презентацијата. Презентацијата нема потреба да не се зачува. Значи, ти ако ја отвориш од компјутер, како што отворив сега јас, нема потреба да зачуваш. Затоа што сите твои опции се некаде зачувани во Microsoft. Ти нема потреба ништо да зачуваш. Ниту па јас сега зачував нешто. Значи, ево овдека гледате, Presentation 6 вика Saved. Јас никаде не кликнав Save. Таа автоматски се зачувува. Јасно е? Сега, ова е за денеска, да се обидиме да ви кажам, секој ден по нешто ново ќе учиме како се прави. Па вали до крајот, Наставниче, повели? се извинувам, јас одам да предавањето, морам да Ајде тере, оди кај што треба да одиш. Ајде сега да им. Значи овој ќе го оставам нека стои, ќе ги исклучам работите, може би затоа ни кочеше, ќе го исклучам и Teams-от овдека. Презентацијата нека е, нека постои уште малку, па и тај ќе исклучам, нема потреба. Ева. Значи сега ќе го прекинам споделувањето што ви беше пуштено. И за да можеме јас го прекинав разговорот овде. Јас по грешка се исклучив. Значи тука сме. Вака се, ќе ви го споделам тоа што ќе го работиме денес. Значи денес ќе спомниме неколку работи што ги имавме учено. Вака. Ќе зборуваме за правилни многоаголници и агли во правилни многоаголници. Прво, дали знаете, ми треба одговор од вас, кој многоаголник, прво да видиме што е многоаголник уствари. Што е многоаголник? Или на англиски тоа се вика полигон. Значи, многоаголник. Може јас? Ајде, било кој, чекам одговор еден, кој ќе почне, другите слушаат. Многоаголник е 2D форма која има повеќе страни. Повеќе страни. Сега, дали триаголникот ќе го сметам? Па да, страни, агли, темиња, не е битно, исто е тоа. Дали отсечката ќе сметаме за многоаголник? По тоа што го кажа ти, вика повеќе. Дали отсечката ќе сметаме за многоаголник? Не. Па тогаш кој е прв многоаголник? Триаголникот. Така, значи ако со N ги означиме темињата, вака ќе пишем темиња. Односно број на темиња. Значи N мора да е поголем или еднаков на 3. Ако N е 3, се работи за триаголник. Така. Сега, видовме кај триаголникот. Ајде вака, сега ќе се обидам да цртам нешто. Како вчера што се видовме, ќе нацртам еден триаголник. Сега, вчера учевме колку е збирот на аглите во било кој триаголник. Не, вчера порано учев. Молам? 180 Така, значи аглите ќе го значиме вака. SN со S и N ќе го значиме збир на агли
во N аголник. Значи SN. Во нашиот случај колку е S3? Сега рековте. А1, А2, А3. Колку е збирот на сите агли во овој триаголник? Рековте сега дека е 180. Сега, одиме понатаму. Ако земиме N4, да се обидам сега да нацртам четириаголник. Значи, вие цртате четириаголник, се исто така. Значи, не е битно каков. После ќе зборуваме за тоа правилно. Сега нешто друго треба да најдеме. Нешто друго треба да извлечиме како заклучок. Овој сега ќе го бележам. А1, А2, А3 и А4. Сега прашањето ми беше колку беше S4? Значи збирот на сите агли во овој четириаголник. 360. 360. Сега, 360. како го добивме овој? Број 360, дали се сеќа? 180 степени и кога едната диагонала ќе го пресечи на половина триаголникот, добиваме два триаголници. Значи, ова е уствари двата триаголници, секој по 180 степени. Така? Затоа што имаме овдека се два триаголници. И тоа цртаме диагонали од едно теме сам. Дали ви јасно? Ајде сега ќе се обидам да нацртам петаголник. Значи сега земаме N да биде 5. Сега цртате било каков петаголник. Значи не мора да е Бог знае како прецизно нацртан, важно да го нацртаме да биде петаголник. Значи ова ни е А1, А2, А3, А4, значи ни фали еве вака А5 и да го поврзиме еве го петаголникот. Сега, како ќе го најдеме сега, бидејќи ова е 5, да не сгрешиме, 5 темиња има, колку ќе биде S5? 360 степени. Сега нема да биде 360. Колку диагонали можеме да нацртаме од темето А1? Одиме са исто како преска. Разбирате, еве ќе се појда малку погоре. Во претходниот цртеж колку диагонали од едно теме можеше да се нацрта? Колку диагонали нацртавме? Една. Таа една диагонала коде вкупно ни правеше два триаголници. Еве го, триаголник 1 и триаголник 2. А една диагонала. Ај сега да видиме од ова теме во А1, колку диагонали може да нацртаме? Една. Опа, грешка. 2. Колку триаголници ќе добиеме сега? Значи, триаголник 1, триаголник 2, триаголник 3. Значи сега ќе биде 3 триаголници по колку степени секој триаголник? 80. Сега ова колку е? 540. Ете така. Дали забележувате некакво си правило? Јас овдека горе ќе опишем, да не одам. S3 кај триаголникот беше 1 по 180. Значи, еве сега ќе го обојам. Кај триаголникот беше 1 по 180. Кај четириаголникот беше 2 по 180 степени или 360. Значи, овој дел ни треба првиот. Не ни треба конечната бројка. Кај петаголникот, ќе пишам над него. S5 ни беше 3 по 180. Дали забележувате некое правило? Колку ќе биде S6, односно збирот кај шесаголник. Дали имате идеја? 6 по 180. Ајде гледај зошто 6. Кај S5 почнувавме од 3. 4 по 180. Така, значи број, значи, ајде одиме сега паметно, S6 ќе биде 4 по 180, а S7 колку ќе биде? 5 по 180. А S20?
18 по 100. Сега како добивте? Како знаеме како треба да напишеме? Како ќе го запишеме правилното SN за било кој многоаголник? Дека на секој даден агол му додаваме уште 180 степени. И како на секој додаден агол? Гледај се. Тук имавме 20, ова е 18 овде. Сега, кој број ќе биде овдека по 180? Бројот што е помножен со 180, за колку се разликува од бројот на темиња? И па за 2, тогаш кој број ќе биде овдека? N минус 2. И па n минус 2 бе, дечи, n минус 2. Значи, на овој начин ние заедно ја изведовме формулата, ја пишам сега, Sn е n минус 2 по 180 степени. Ова е формула за пресметување на збир на сите внатрешни агли во правилен енаголник. Значи формула за збир на сите внатрешни агли не во правилен. Се извинувам, не во правилен. Во енаголник. Во произволен енаголник. Па и во правилен важи, ама важи за било каков многоаголник. Каков и да е, да го нацртате, сигурно ќе биде збирот толку. А како рековме, колку е збирот на надворешните агли? Секогаш. 360 степени. 360. Секогаш. Дали ви јасно? Да. Вака сега. Значи ова беше за многоаголници. Сега зборот ми е, ајде ќе отворам нов лист на кој што ќе пишуваме. Ева овдека вака. Сега ќе пишуваме за правилни многоаголници. Правилни. Ајде видиме, што мислите? Кои многоаголници ќе ги викаме правилни? Што мислите? Ајде чекам се. Оние кои имаат Оние што имаат 90 степени. Вака сега. Слушнавме, еве ќе запишувам од сите што кажувате, па ќе видиме. Првин, Деја рече прав агол, така? Оние кои имаат прав агол. Добро. Друг, Стефан, што рече ти? По 90 степени да има. Па еве, тој е прав агол, нели? 90 Да, степени. да. Друго? Оние кои имаат исти страни. Исти страни. Друго нешто? Наставниче, почнавте да кочите. Ништо не правам сега, не пишувам, чутам. Чекам да кажете вие. Прав агол, 90 степени, исти страни. Што друго би било? Кај правилните многоаголници. Исти агли. Исти агли, друго нешто? Исти темиња. И како може исти темиња има, шо глупост е та? Ако има исти темиња, како ќе изгледа? Не може да имаш второ теме, сите ќе бидат во една иста точка. Значи, што ме многоаголник? Значи, самото име кажува, ова овдека. Значи, има многу темиња. Значи, многу темиња, рековме се поќе од 3. Или еднакво на 3. Оти триаголникот е најмал. Сега, за да биде правилен, треба да има најважни се овие својства. Сега имам прашање за вас. Дали мора да ги има двете својства или може само едното па да го викаме правилен?
Значи, за да биде правилен. Дали? Двете. А може да има само едно од овие својства и да е правилен? Значи, за да биде правилен, Не. сите негови страни, значи, сега ќе запишеме, како дефиниција. Еден многоаголник е правилен ако сите негови страни и агли се еднакви меѓу себе. Значи, не само страните, туку и аглите. Например, ако беа само страните, за ромбот ќе викавме дека е правилен, ама не е правилен. Еден многоаголник е правилен ако сите негови страни и агли се еднакви меѓу себе. Слободно прашувајте ако не гледате. Дали ви јасно? Сега ќе ги цртаме овие во GeoGebra, ќе ви кажам колку е лесно, за да може вие сами после да ги нацртате. Ајде да одиме со ред. Што мислите? Ако земам n да е 3, кој е правилен триаголник? Рамностран триаголник. Ете така, рамностран триаголник. Сега. Колку беше S3? Секогаш кај триаголниците. Значи, збирот на внатрешните агли. 180. Така, 180 степени. Бидејќи кај рамностраниот триаголник. Вака, сега јас ќе се обидам, додека размислувате на брзина во GeoGebra ќе го нацртам, па ќе го пуштам тука. Значи, нема да го гледам. Тука ај ќе ви го споделам. Да видите, ќе ги нацртаме сите. Значи, вака сега. Сега ќе го прекинам ова споделување, ќе отворам GeoGebra. Еве вака. Еве го GeoGebra прозорот. Сега, како ќе цртаме правилен многоаголник? Кажував минатиот час, ама еве пак сега. Значи, во полето ова што е четврто поред, имате regular polygon. Значи, не се буне, нека не ве буни што е бел листот. Скриени ми се оските. Ајде да ви покажам како ќе ги вратите. Значи, избирате првата опција овдека, кликнувате десен клик на празен. Еве ги оските, еве ја мрежата. Значи, изберете ги оските, изберете ја мрежата, ако ви помага таа. Сега, изберем опцијата за полигон, и тоа regular polygon, правилен многоаголник. Кликнувате на почетната точка, кликнувате на крајната точка и го пишувате бројот на темиња. Нас ни требаат 3. Еве го триаголник. Просто, лесно и едноставно. Сега ќе ги скријам овие и ќе го копирам овој триаголник во документот што го работиме, вие нека си стои ова одека, ќе ни треба после. Сега ќе се вратам назад, го пренесам цртежот лево, да не прецртуваме, ќе нацртаме сега правилен четириаголник. Со истата постапка. Избирате regular, кликнувате кај сакате два пати и го пишувате бројот на темиња. 4 и еве го квадратот. Значи, еве ги темињата. Ако сакате да смените боја, одите ваму во ќошот десно горе и сменувате било каква боја што сакате. И сега ќе го копирам ова и ќе го однесам во нашиот документ. Оти ќе ни треба. Ќе покажуваме нешто. Еве вака. Сега наредно кој е за цртање? Петаголник, така? Дали гледате што цртам? Да. Ево дека се бираме 5.
Внимавајте, колку го зголемувате бројот на темиња, толку поголем ќе биде цртежот. Сега внимавајте. Како може да си го зголемите колку сакате? Кликнете на оваа точка што е нацрта втора, значи на втората точка од почеток и само зголемете. Однесете ја кај сакате и автоматски се зголемува и петаголникот. Бидејќи сега сакаме да му смениме и боја негова, ќе напрешиме да биде. Кликнувате на вториот дел и еве сега бојата ќе дојде како што вие сакате и сега само ќе го селектирам. Еве, вака, ќе го однесеме во документот. Ќе нацртам уште само 6 аголни. Че кликнувате на овој графикот и си ги однесувате цртежите кај што сакате. Еве вака, еве прва, еве втора точка, сега пишуваме 6. Еве го нашиот многоаголник. Кликнувате на него, еве вака, ја бришиме да нема ознаки. Ако сакате да го зголемиме, можете и со едната крајна точка, ќе го зголемам да го направам поголем. Ја сменим и неговата боја. Еве вака и само ќе го копирам се. Буквата П. Ја не беше, не ја фатив. Еве вака. Затоа многу е добро да работите во OneNote. Сега го прекинувам ова што го цртавме. Затоа што се што ќе си нацртате, едноставно го копирате, го селектирате и го добивате во цртежот во OneNote. Нема потреба ништо да правите. Сега ќе го споделам OneNote и ќе ги гледаме цртежите што јас ги наместив. Ги цртав во GeoGebra и автоматски ги наместив овдека. Сега, да продолжиме тоа што ни требаше. S3. Како ќе најдеме колку е голем внатрешниот агол? Еве овој да го означам А. Во овој, мола? Уште малку. Ја немате обврски некоја. Значи вака, овој аголот А, кај рамностранниот триаголник. Какви се аглите? Како рековме, бидејќи ова е правилен триаголник, значи еднакви. Овдека ќе ги земам, да не бидат А, Б, С, Д. Ќе го земам агол 1, агол 2 и агол 3. Аголот 1 е еднаков со аголот 2, е еднаков со аголот 3. А како ќе најдеме колку е голем аголот 1? Или аголот кај А? Така. И тоа е колку? 60 степени. 10 степени. Сега, ако сакам да најдам колку е надворешниот агол. Ова е овдека, ќе го крстам како? 4. Е ова е овдека. Ако овој 2 е 60 степени. Како ќе најдам колку е овој овдека? 80 минус 60. Така, аголот 4 е од 180 одземено 60, тоа е колку? 120. А зошто од 180 одземавме 60? А ми кажи некој. Бидејќи е рамен агол. Бидејќи аглите внатрешниот и надворешниот прават рамен агол. Значи, овој беше внатрешен, а овој агол овдека е надворешен. Свирам наставниче. Молам? Говори аголот 1 на која точка? Агол А. Од еве е точката А овдека. Не се гледа од буквата, еве е точката А. Е надворешен агол. Сега, друго прашање. Бидејќи сите внатрешни агли се исти, какви ќе бидат надворешните агли? Исти. Значи и овој ќе биде 120, и овој ќе биде 120. Па како можеме на друг начин да го определиме надворешниот агол? Колку беа... Еве ќе ги земам овој агол 5. Делено со 3. Одлично. Значи, агол 4 е ист со петката, е ист со шестката. Овие трите беа надворешни.
Така? Сега, рековте дека ако од 360 колку што е збирот, поделиме со 3, повторно ќе добиеме 120. Дали е јасно? Колку достани за? Ај сега да име кај квадратот. N е 4. Колку беше S4 кај квадрат? И како го најдовме? Ако се сеќавате. Ако е беше... 360. Ама како го најдовме? Како го најдовме? Го поделихме со диагоналите и направивме два. Значи, правилото беше, видете, сакам формулата да ја напишеме. Формулата. Формулата беше n-2 2 по 180, бидејќи важи за било кој ќе важи за квадратот. Значи имаме 4 минус 2 по 180, а тоа беше 2 по 180 или 360. Сега, колку е голем аголот внатре во квадратот? Тоа го знаете сите. Сега, хајде да видиме како можеме да го добиеме. Што правевме кај триаголникот? Збирот на сите агли S4 го делевме со колку? Ај кај триаголникот. Кај триаголникот. 4. За да добиеме 60, S3 го делевте со 3. Значи сега, за да го добиете аголов внатре овој што е кај D, требаше да делиме со 4. Јасно, ќе добиете 360 поделено со 4 или 90. Какви ќе бидат поголемина и надворешните агли? Квадратот е многу лесно. 90 степени. Сите ќе бидат по 90 степени, тоа е многу лесно. Исто и 360 поделено со 4 е 90. Затоа квадратот е најлесен. И внатрешните и надворешните се сите исти. Сега формулата ми треба. Ако овој аголов кај D, тоа е многу битно, сакам да ви го кажам, е внатрешниот агол. Тој се добива кога од збирот на сите агли го делиме со бројот на темиња. Јасно е, ова е формулата. Како се пресметува? Че ова е формула за внатрешен агол. Горе беше кај триаголникот S3 врз 3. Ај сега ќе одиме кај петаголник. Таму ќе биде поинтересно. Имаме петаголник. Ај сега да видиме. Според формулата S5 како го пресметував? Формулата ќе ви ја напишам. N-2 по 180. Каква ќе биде формулата за S5? Како да пишуваме? 5 минус 2 по 100. Така. Значи, така, ама мораме по формула први, за да го видиме правилото. 5 минус 2 по 180, а тоа е 3 по 180, а тоа рековме дека е 540. Така, сега. Бидејќи се работи за правилен, сите овие агли се еднакви меѓу себе. Како ќе најдеме колку е аголот кај Х? Вака ќе пишем. Е еднаков кај И, е еднаков со овај кај Ј, е еднаков со овај кај К и овај кај Л. Како ќе најдеме колку е голем 1? 540 делено со 5. Така, аголот Х ќе биде 540 делено со колку? 105. И колку е ова? Баш ме интересира. 90. 90 сега. 108 степени. Оти 540 поделено со 5 е 108. Чи внатрешниот агол е правилен петаголник е 108 степени. Значи ова е внатрешен агол. Ајде да видиме надворешните. Дали ќе бидат исти или различни? Исти. Како ќе најдеме колку се? 180 минус 108. Значи ова ќе го земам агол
например, како да го крстиме. Агол 1, немаме сега агол 1. Значи, аголот од 108, ајде вака, 108 степени, плюс аголов 1, колку треба да прават? 80 степени. Така, и колку е аголот 1? 32 степени. 180 минус 108, значи аголот 1 е 72. Значи, сите надворешни агли се по колку? 42 степени. Сега, како ви кажав поинаку дека може да го определиме овој агол? Колку бе збирот на сите надворешни агли? 360. И па, значи, ова може да биде, Поделено со 5. така, ова може да биде 360 поделено со 5. Препиша, пенкалото да го земам подначот и одма се враќам. Готово, сум назад. Го пуштиме таблетот да се полни. Значи, дали ви јасно? Како ќе го најдеме аголот 1 надворешниот? Како рековме? 60 поделено со 5. 72. Така, одлично. Сега размислете. Нареден е кој? Многоаголник. Ајде сега додека јас се спремам, пресметајте ги внатрешниот агол и надворешниот кој шесаголник. Само јас да допишем сега. Еве вака. Значи овдека рековме дека ќе биде 360 делено со 5 и ова е точно 72 степени. Сега одиме кај шесаголникот. Ајде го N6. Ај ќе пишам формулата. Sn беше n минус 2 по 180. Значи колку ќе биде S6? 720. Како го пресметам? Значи кодиме по формула. Значи 6 минус 2 по 180. Ова е 4 по 180, тоа е 2 пати дуплирано. Точно 720 степени. Сега, бидејќи е шесаголник, аголот кај M е ист со онај кај N, ист со онај кај O, ист со онај кај P, ист со Q и ист со R. Како ќе најдеме колку е секој од нив? 720 поделено со 6. Поделено со Така, 120 и степени. колку е? 100 20 степени. Значи, што забележувате? Колку се зголемува бројот на страни, толку се зголемува и внатрешниот агол. Значи, ова е внатрешен агол. и толку се намалува надворешниот. Така. Сега, овој агол овдек. Да ги нацртаме и надворешните агли. Колку ќе биде овој аголот? 2. 60. 60. Од 180 одземено 120, 60. А како можеше поинаку да го најдеме? 360 поделено со 6. Така. Значи, секој надворешен е 60 степени. Е ли ви јасно? Сега имаме едно прашање за вас. Немаме цртежи. На кој е 10? Колку ќе биде S10? Колку ќе биде вака А, кој што е внатрешниот, и колку ќе биде А1 надворешниот. Ајде да видиме кој ќе пресмета се и како.
Дали има некој готов? Сака да се обиди? Може и аз? Ајде. Ja. Ајде се јави веќе еден. Ајде. Одим по формулата. 10 Значи S10, минус 2 така, 10 минус 2 е по по 180. така. А дали знаеш да те прашам зошто 10 минус 2? Овдека, ова е многу битно. Ако го разбереш, ќе знаеш за било кој агол. Зошто земавме 10 минус 2? Тоа е многу битно и за сите е многу битно. Зошто зедовме 10 минус 2 овдека? Еве ќе те вратам нагоре кај шесаголникот. Зошто кај шесаголникот земавме 6 минус 2? Зошто добивме овдека 4? Што значише тоа? Тоа е многу битно да се разбере. Може аз? Бидејќи се Чеки, 6 чеки. страни. Не 6 страни, кај ќе и Има текне. 6 диагонали. Не, 6 има темиња, Диагонали. 6 има темиња, ама имаме вкупно 4 диагонали од едно теме. Значи, ова е, чи вака се ќе напишеме, за да знаете, оти е многу битното. Ова десетката е бројот на темиња. Е сега, а 10 минус 2 целото ова е број на триаголници кои се формираат ако се нацртаат сите диагонали од едно теме. И сега гледај. Секогаш бројот на триаголници, значи секогаш, ево дека ќе нацртам се. Секогаш бројот на триаголници е за 2 помал од, еве го. Ги нацртам сега овдека. Зато ги цртавме и претходниот пат. Еве вака. Еве го. Гледаш, 1, 2, 3, 4. Секогаш бројот на триаголници што се добиваат е за 2 помал од бројот на темиња. Дали јасно? И колку е сега ова? 8. Тоа е 1440. Така. Значи толку се сите агли. Сите агли се толку. А внатрешниот? Сега 1440 поделено со 10. Добро, тоа е колку? Тоа е 144. Така. А како ќе најдеме колку е надворешниот? 360 поделено со 10 Така. е еднакво на 36. Одлично. Надворешниот агол е 36. Одлично, степени. значи ова е надворешен, ова е натрешен агол. Сега да ја запишеме само формулата и така треба. За било кој. Значи, формулата е следна. Ако SN е збир на агли во N аголник, тогаш А е внатрешниот е SN поделено со N, односно N минус 2 по 180 врз N. Се вратиме горе да видите. Еве ја формулата. Ова е SN, а ова беше N. Дали ви јасно? Ова е формула за, значи овој дел овдека е формула за внатрешен агол. Како ќе го пресметаме внатрешниот агол? А надворешниот агол беше формулата 360 врз N или 180 минус внатрешниот. Сега, ме интересира, знаејќи го. Што мислите, која формула е попрактична за пример? За надворешниот. Ова што е 360 врз N или ова со разликата? И зошто? Зошто ова е попрактична? Или ова е? Ајде вака, први да се договориме. А зошто? Првата. А зошто?
Затоа што не мора да најдеме колку е внатрешниот. Ете така. Значи, да ги избришаме овие две. Значи, првата формула е многу попрактична за користење. Ова е овдека, затоа што нема потреба да го знаете внатрешниот. Ако искористите ова, видите колку е покомплицирано од ова. Вие секогаш може да си го најдете надворешниот. Ако го знаете надворешниот, како ќе најдеме колку е внатрешниот? Многу едноставно. Од 180 ќе го одземите надворешниот и ќе го добиете внатрешниот. Дали ви јасно? Значи сега завршуваме со наредната активност, имам изработено во GeoGebra нешто и завршуваме за денес. Значи го прекинувам ова што е тука. Ќе ви прикажам, уствари не мораше да го прекинувам. Сега ќе се вратам назад пак. Кој имам го намести во овој документ. Еве го овде. Ова го изработи специјално за вас, само не ста да направам за надворешни агли, ама то после. Значи овој документ изработен во GeoGebra. Како рековме, кој беше најмалиот правилен многоаголник? Триаголник. Ајде вака, еве вака, вака видите, еве го N3. Еве го вака. Колку е на сликата внатрешниот агол, а колку е надворешниот? Не гледате формулата. За внатрешниот е N3 120. Сега, видите, ако го зголемам на 4, тоа што го добивме. Еве формулата ја гледате горе. Значи внатрешниот 90, надворешниот 90. Одам кај 5. Значи 108 со 72. Ако одиме со 6. Значи гледате, имаме колку кај шестаголникот, колку триаголници? 4, а 3 диагонали. Значи бројот на диагонали е 3. Ствари од едно теме и бројот на диагонали е за еден помал од вкупниот број на триаголници. Еве да видиме 7. Тоа не го нацртавме, нели? Еве 7аголник. Видите колку е незгодно бројот на внатрешниот аголот и не е цел. Седели. Еве 8. 135. Еве 9. 140. Еве 10. Тоа што го имавте сега за задача. Еве сега да ви пуштам самото да се менува. Еве 11, еве 12, еве сега ќе пуштам самото да се менува. Видиме колку ќе биде кај 20 да го заправам. Оп, еве кај 20. Колку е внатрешниот агол? А надворешниот? 18. Значи ова големината може да се зголеми за многу. Што забележувате? Што се случува кога ќе го зголемувам бројот на темиња? Внатрешниот агол се зголемува, надворешниот се намалува. Добро. Друго ме беше муабетот. Што се случува со многоаголникот? Сега ќе се намалува. Формата личи на... Ете така, тоа беше и вистинскиот одговор. Колку повеќе се зголемуваат бројот на темиња, сега се намалуваат. Одиме до 2. До одсечка. Сега ќе почнат да се зголемуваат. Видите како формата станува се покружна. Значи, ако наместев до 50, ќе беше уште поголем цртежот и уште повеќе ќе личеше на круг. Значи, со тоа денешниот час заврши. Да ви кажам што ќе учиме утре. Утре ќе се подсетиме за... Не, имате, например, ај вака, слушнете што имате за домашно. Јас пресметав за 20. Вие обидете се да пресметате за... Дали може? За 30 аголник, ајде. Тоа што го пресметавме за 30 аголник да го пресметате. Од 20 до 30? Не, само за 30 аголник. Само за 30 аголник. Значи, утре ќе работиме геометриски тела, ќе се запознаеме со сите нивни, ќе ги цртаме во GeoGebra, ќе биде многу интересно. А потоа, тоа е утре, нели четврток. И петок ќе се подсетиме за тоа цртање по координати. Што цртавме, тоа е петок и завршуваме со геометрија. Така што понеделник, молам?
Кахут сега кој ќе завршиме за тоа мислев. Кахут ќе имате во понеделник. Кој ќе завршиме со оваа тема пред да почнеме другата тема. Значи понеделник еве ви ветувам, спремајте се, Кахут ќе играме. Значи со тоа денес завршивме. Останете ми добро здравје, се гледаме и слушаме утре. По истото време на истото место. До гледање. До гледање, наставниче.